Автопатите на Бехтел и Енка почнаа да заглавуваат по македонските судови. Државниот јавен обвинител најавува дека е можно јавното обвинителство да излезе со одлука во врска со изборот на надзорот над изградбата на автопатите, бидејќи биле евидентирани некои нелогичности во договорот, особено во делот со лиценците на 3 фирми кои што се испитуваат. А како пример ја наведува фирмата Electra Solutions, која обезбедила лиценца за надзор откако веќе била распишана јавната набавка. Преземени се доста работи. Се работи за конзорциум од 3 фирми кои што се испитуваат. До сега има некои нелогичности во договорот. Се преземаат действија и јас сметам дека можеби набрзо јавното обвинителство ќе излезе со јавно обвинителска одлука. Изјави Љупчо Коцевски, државен јавен обвинител во интервју за 360 степени. Напоредно со ова, Прилепскиот суд им наложи на јавното претпријатие за државни патишта и на Бехтел и Енка во рок од 30 дена да ја обезбедат и да ја достават до судот комплетната документација околу дозволите за минирањата и ископите во Ореовечкиот атар. Ова, откако Прилепскиот суд како надлежен орган, а по претходно барање од засегнатите граѓани преку ангажиран адвокат, заедно со вешти лица од сферата на животната средина, на рударството, геологијата и градежништвото, излегоа на увид со цел да се утврди фактичката состојба. Се вештачеа кујките на кои има видни оштетувања од силните детонации. Се вештачеше водата од изворите. Се направи увид за негативните еколошки влијанија врз целата природа, која е и срцето на градот како единствен и исклучително важен зелен појас. Очекуваме дека во наредните 30 дена ЈПДП и Бехтел и Енка документирано ќе не уверат дека располагаат со сите дозволи, иако силно се сомневаваме во тоа, бидејќи такви дозволи сигурни сме дека не постојат. Ни рече во телефонскиот разговор Рубин Рујановски, жител на село Оревоец и еден од организаторите на протестите кои траат речиси цел месец. На бројните недоследности во дозволите за да се минира и експлоатира овој регион, а каде се наоѓаат и 4 природни градски извори за вода, бројни пештери, ретки минерали, но и ендемски видови на животинки и инсекти, уште минатата недела реагираше и адвокатот Жарко Стевановски. Апсолутно е надвор од законот, впрочем затоа беше иницирана постапката пред управен суд за оспорување на уставноста. Минирањата и ископите во овој регион, според известни документи, се вршат и без добиена дозвола од Министерството за економија, која се уште била во процедура на одобрување, но и таа била по барање за концесија за експлоатација на мермер, а не на камен за изградба на пат.